Обичај на галичка свадба. Свадба во Галичник се правило само еднаш во годината, и тоа на Петровден, 12 јули. Почетокот на свадбата го означува доаѓањето на свирачите, тоест звукот на тапаните и зурлите. За свирачите се правеле посебни колиби од јаворови гранки за да можат таму да одмарат, затоа што свадбите траеле по една недела. Додека се подготвувала трпезата, зовачите оделе од куќа до куќа да канат на свадба. Канењето било со карта со вино, накитена со китки трендафил и златна пара. Зовачите велеле да благословиш вечер на вода, а утре на свадба. На тоа им одговарале: Ирлија, да се кердосаат. Вечерта цело село излегувало да ја попрати невестата додека одела да наполни вода од 3 чешми, затоа што тогаш последен пат одела на вода како девојка и последен пат ќе се измиела главата кај мајка си. На момчето се уште не му било дозволено да ја види својата една невеста, но се обидувал во мракот, покрај толпата луѓе, да се пробие и барем за миг да ја погледне. Сабајлето на Петровден, на денот на свадбата, младоженецот со своите најблиски, со зурли и тапани, одел на гробиште. Таму со картата вино истурал помалку на секој гроб, што требало да ја замени вистинската покана за свадба. Но наместо вообичаените зборови за канење, тој барал прошка од оние кои најскоро умреле, затоа што започнувал ново животно поглавје и свадбата ја правел без нив. По враќањето дома, зетот се забричува од машко, кој има и мајка и татко. Со овој чин се менувал социјалниот статус, тоест од момче станувал мож. Потоа, младоженецот се преоблакал во зетовска облек. Го земал бајракот, кој од претходниот ден бил закачен да се вее на куќата, и качен на конј, одел да го кани кумот. Така заедно оделе по невестата. Кога ќе стигнале кај невестата пред куќа, не му било дозволено да влезе внатре и да ја види. Туку надвор, со сите незини роднини, се поздравувал и наздравувал. А невестата, скриена во својата одаја, погледнувајќи од пенџерето низ прстен, го гледала младоженецот, за да го има цел живот пред себе, изговорајќи ги зборовите: Низ прстен те гледам, по срце те носам. Во куќата на невестата, најмалото од сватовите во бела крпа ставало помалку од се што имало на трпезата, со цел низ животот ништо да не им фали на младоженците. Макар и помалку, но да имаат се. Тогаш девојката излегува од својата одаја, се уште облечена во моминско, и им бакнува рака на сите сватови. Потоа се враќа во својата одаја, каде ја чекаат другарките незини, за да ја помогнат да ја облече невестинската руба. Со овој чин, девојката го менува својот социјален статус. Станува невеста. Невестата врз главата става и дулак, бела крпа, закачена на темето од главата и пуштена надолу покривајќи го лицето. На горниот дел, дулакот е малку набран и накитен со китки. Неговата улога била да ја заштити невестата од урокливи очи. Така облечена, ја напушта родната куќа. Од родителите ја превземаат побратимите на зетот и ја качуваат на конј, но секија кон незиниот нов дом. Пред куќата ја пречекува свекрвата со леп и вино, за да биде невестата поплодна. Кога ќе влезе во куќата, за да биде добра домаќинка, се потчукнува во оџакот на огништето и замесува во мешалката. Потоа ја застануваат на папрат во аголот на собата и подаваат да држи во раката крпа, срамник, и така гувее. Тогаш младоженецот доаѓа до неа и хукнува еднаш во образот, за да можат да дишат заедно и низ животот да бидат една душа. При венчавањето во црква, на главата на младите се става една крпа за да ги штити од уроци и магии. По самата венчавка се играло на сред село. Тешкото, лесното, правото, манукот
свекрвино оро. Во поодамнешно минато се пишувало и раскажувало дека овие ора биле придружувани од 30 рала тапани. Вечерта по венчавката, младите оделе на затворение. Тогаш невестата прва го соблекувала мажот, како обичај, останат од времето кога момчињата ги женеле многу млади, а со невестата имале значителна разлика во годините. През вратата од одајчето, сватовите прислушкувале за да ја утврдат честноста на невестата, а потоа кршеле шутка со верување и благослов. Колку парчиња, толку дечиња. Assunta